Делчево интензивно се подготвува за одржување на првиот бизнис форум. Целта е итно искористување на постојните потенцијали, но и креирање на нови деловни врски кои на општината ќе донесат брз економски развој. Па да, како што и сами спомнавте, сега на 30, тоа е во четврток, што почне во 12 часот, ќе започне првиот бизнис форум организиран од општина Делчево, кој што ќе биде поделен во 3 панел дискусии, тоа е првата локално економски развој, втората регионални соработка и извоз и третата иновации и дигитализација. Самите насови зборуваат за тоа дека фокусот ќе биде единствено промоција на сите можности кои што ги нуди општина Делчево и можности кои што ги нуди онаа кроз соработка со Република Бугарија и искуството од минатото. Не само на нас како општина Делчево, а и секако новите можности кои што ги нуди и кроз соработка помеѓу правните субјекти. Настанот ќе се одржи во четврток, а учество ќе земаат представници на институции и компании од општина Делчево и пограничните општини од Република Бугарија. Учество ќе земе не само општина Делчево, а ќе земат и општини од острова Бугарија, тоа е општина Благоевград, општина Симитли и општина Кюстендил. Секако Министерството за економија, подржано од заменик министерот Маријан Ристевски, и најважно од се е присуството и учеството на представници од бизнис секторот, како од општина Делчево, така и од Република Бугарија. Делчево од овој бизнис форум очекува многу. Па очекување да дадеме насоки за тоа како ќе се движиме во иднина. Во фокусот ќе биде локално економскиот развој и можности кои што ги нуди општина Делчево како посекувана дестинација за развој на бизнисот и посекувана дестинација за посета од иноземни туристи кои што треба да дојдат во Делчево. И секако во наставка на тоа во организација на втор бизнис форум кој што се очекува да биде секако во месец септември, кој што ќе биде тогаш проширен и со нашата диаспора која што е ширум Европа и светот. Бизнис форумот предвидува презентации и дискусии на 3 панел дискусии кои се однесуваат на локалниот економски развој, иновации и дигитализација, како и регионална соработка и можности кои ги нуди ИПА програмата.